Добре дојде за Петре Шилегов, председател на анкетната комисија за скандалот на прислушкување. Господине Шилегов, вие прекинавте седницата, тоа е последната вест која доаѓа од анкетната комисија со образложение дека одбивате да учествувате во фарса и одбивте сушност и Ставревски да сведочи. Воопшто дали планирате да има следна седница? Значи, прекинот не беше случаен, прекинот беше испровоциран од крајната злоупотреба, што не е првпат на крајот на денот од страна на ВМРО-ДПМН на одредби содржани во одлуката за основање на анкетната комисија и во деловникот за работа на анкетната комисија, кои што одредби за затварање на седниците на анкетната комисија примарно се однесуваат и се во духот на тоа дека е можно пред анкетната комисија да се појави како сведок некој човек или пак експерт кој што на сесиите на сослушување на анкетната комисија ќе треба или ќе мора да изнесе класифицирани податоци. Во конкретниот случај, имајќи го предвид искуството со сослушувањето на Никола Груевски и неговите смешни изјави дадени пред нас за податоци кои што беа далеку од класифицирани, одлучивме, откога го примивме писменото барање од Зоран Ставревски за затварање на седницата на анкетната комисија, најпрво јавно да ги соопштиме ние како Социјалдемократски сојуз, како опозиција, прашањата кои што имаме намера да му ги поставиме. И тоа го направивме. И тоа и во неговиот случај, и во случајот на Никола Груевски, не беа прашања што јавноста не ги знае како прашања. Проблемот е што јавноста нити во случајот на Груевски, уште помалку нити во случајот на Ставревски, уште помалку во случајот на Груевски, никогаш не ги слушна одговорите од устите на тие луѓе. И они сакаат да ја злоупотребат, односно да ја доведат анкетната комисија до таква позиција да кажеме дека сме имале анкетна комисија. Сакам да ве потсетам дека анкетната комисија е еден од основите или една од основите како обврски на македонската држава и на македонското општество, не на Социјалдемократскиот сојуз и на ВМРО-ДПМН, туку обврска кон граѓаните на нашава држава, незиното основање, сослушување во врска со скандалот со прислушкувањето. И како таква, како еден од основните услови на договорот од Пржино, анкетната комисија мора да има својата суштина. Оваа држава под водство на ВМРО-ДПМН пати од еден синдром да глумиме дека задоволуваме форма, меѓутоа без при тоа да ја задоволиме содржината. Добро, но зошто дозволивте тајно да сведочи Груевски? Критичарите велат дека постојано го подготвувате теренот за некаков тип на вид на амнестија на Груевски, со ова го амнестиравте. Значи, но сега пак инсистирате Ставревски да сведочи јавно. Не можеме ние да ги предвидиме сите потези на Никола Груевски. Абсурдно е кога имате некаков си минимум стандард. Значи минимум стандард зборуваме. Не зборуваме за високи стандарди на демократско општество, за минимум еден стандард. Незамисливо е председател на влада да побара сведочење на анкетна комисија да биде тајно. Само по себе тоа е скандал и само по себе доволно може да го изложи Никола Груевски. Но вие сте соучесници за тоа што дозволивте да се случи. За да нема јавноста таков впечаток, напоменувам дека седници на анкетна комисија за сослушување на сведоци, анкетната комисија, додека сум јас председател, нема да држи. Се додека не добиеме од Зоран Ставревски јавна изјава за негово јавно сведочење и се додека не добиеме јавна изјава од Никола Груевски за негово јавно сведочење, бидејќи Никола Груевски, колку они влечат во абсурдот, толку ние влечеме во транспарентноста. Токму за да ја покажеме суштината на нивниот абсурд. Никола Груевски има втора шанса да се појави пред анкетната комисија, бидејќи е на листата на сведоци предложен повторно од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Тоа значи дека колку пати ќе викате некој сведок, толку пати тој е обврзан. До 3 пати. До 3 пати. Постои обврска? Не постои законска обврска, значи, никаде во свет. Не мора да се појави. Меѓутоа, има, пак велам, непишани стандарди во демократскиот свет. Незамисливо е председател на влада, лидер на владеачка партија, председател на опозициона партија, да побараат
да бидат тајни во најголемиот скандал во решавање на најголемата криза во историјата на Република Македонија. Никола Груевски конечно треба да се соочи со вистината и со фактите пред јавноста во Македонија. Чија беше идејата да не биде всушност обврска сведочењето на клучни сведоци? Во Македонија не постои, за жал, во Македонија не постои законска обврска на никого кој ќе биде повикан во било кој орган на собранието, вклучително и во самото собрание. Немаше можност за некаква да се промена на таа законска можност. Требаше да иде измени, да имаме измени на законот, да не можеме да го санкционираме нештото за непојавувањето пред анкетната комисија треба да биде предмет на некаква санкција. Во Македонија не е предвидена таква санкција. Значи не можевме во фазата на изработка на одлуката за основање на анкетната комисија да предвидиме санкција која што никаде не постои. Добре. Јавниот политички живот е интерес на сите граѓани на Република Македонија. Јавното појавување на политичарите теоретски би требало да представува интерес на самите политичари. Но според оваа ваша логика, ако не е обврска, зошто би инсистирале тогаш воопшто да биде прекината седницата и воопшто веќе да не се одржува седница, кога тоа не е обврска за Груевски и за Ставревски и останатите? Затоа што не замисли скандал сам по себе, главните актери на скандалот за прислушкувањето, анкетната комисија е формирана токму заради објавените прислушкувани разговори. На кој начин ќе ги натерате? Јавноста е таа која што треба да ги натера. Никола Груевски себе си сака да се покаже како голем политички фајтер. Во рингови споменува, боксери споменува. Никола Груевски е најголемата политичка кукавица што се појавила во историјата на Македонија. Без лепење етикети. Без етикети. Зборувам овака, Ива. 12 со аргументи треба да ги 12 години Никола Груевски е лидер на ВМРО-ДПМН. Од кој што десетина веќе е и председател на владата на Република Македонија. Кажете ми, знам за едно интервју, меѓутоа кажете ми една ситуација каде што тој собрал храброст да се соочи со својот политички опонент, да се соочи со новинар од вашата фела без да одговара на нарачани прашања. Јас овдека дојдов на ваш повик, не знам што ќе ме прашате. Носам одговорност кон македонската јавност заради тоа што во моментов сум пратеник и председател на анкетната комисија. Тие две, да ги наречам титули, функции, кај мене, како човек со нормална перцепција на политичките стандарди, раѓа обврска кон вас, како новинар, меѓутоа и кон јавноста, да одговорам на сите прашања поврзани со работењето на анкетната комисија. Добро, која е иднината тогаш на анкетната комисија, ако велите дека не свикувате? Анкетната комисија е еден од стожерите на Пржинскиот договор. Воколку анкетната комисија не го заврши сослушувањето на сведоците, нема да може да изготви завршен извештај. Што тоа значи? Тоа значи дека нема да исполни својата функција. Во превод тоа значи дека во превод значи дека се и онака се пробиени роковите. Во превод тоа значи дека договорот од Пржино нема да биде имплементиран во целост. На Никола Груевски, на Зоран Ставревски во конкретниот случај, бидејќи ние најавивме и го повикавме председателот на Социјалдемократскиот съюз Зоран Заев, дека ќе дојде пред анкетната комисија и својот исказ ќе го даде јавно како еден од индиректно инволвираните во скандалот со прислушкувањето. Тоа значи дека предизвикот кон Зоран Ставревски и кон Никола Груевски или обратно по хиерархија кон Никола Груевски и кон Зоран Ставревски е јавно даден од моја страна како председател на таа анкетна комисија. Или ќе се појават да сведочат јавно пред целокупната македонска јавност, да одговорат на прашања кои што не се класифицирани, да одговорат на прашања кои што во себе не содржат нити службена, нити деловна тајна, или анкетна комисија нема да има. Нити јас како човек, нити Социјалдемократскиот сојуз како структура, нити верувам огромен број од македонските граѓани од нас не очекуваат, не бараат и не поддржуваат. Нема да дозволиме да бидеме алиби на Никола Груевски за да штиклира дека некоја обврска од Пржинскиот договор е завршена. Обврските од Пржинскиот договор ќе се завршат воколку во себе имаат и содржина. Не само форма дека сме формирале анкетна комисија. Анкетната комисија има своја агенда. Таа агенда мора содржински да биде исполнета за да кажеме дека постоела. Добро, во повторно ќе ве прашам, кон
Кон каков расплет ова ќе води тогаш? Во април нема да се одржат избори. А она што го читам помеѓу редови, ако е прекршен договорот од Пржино, ќе се пробиени сите рокови. Дали ќе се пробие овој рок, дали ќе се прекрши договорот од Пржино, е во рацете, условно кажано, на Никола Груевски и на Зоран Ставревски. Доколку тоа тие не го сторат, доколку не дојдат... Ќе ја сносат целокупната одговорност за минирањето и торпедирањето на работата на анкетната комисија. И последично на тоа и неодржување на избори. Имаме уште еден месец и кусур до завршувањето на мандатот на анкетната комисија. А и на Груевски, односно пократок е рок, покуса и тој рок. Без оглед на се, он е човекот кој што е најодговорен за состојбите во оваа држава и во ова општество. Он има одговорност кон јавноста, он има одговорност кон сите граѓани, не кон опозицијата. Сака да кажа, да. Он мора да се појави еднаш, да собере храброст, јавно да посведочи. Доколку тоа не го стори. Во тој случај ќе ја носи одговорноста за неисполнувањето на Пржинскиот договор. И на неисполнување на Пржинскиот договор кој се однесува на избори. Да не влечеме прерани заклучоци, јас сепак искрено се надевам дека човекот има во себе доволно минимум храброст да се појави пред анкетната комисија да го прашаме некои работи. Што би го прашале? Што ново би го прашале? Не се премногу нови работи. Еве јас на пример лично би го запрашал дали 2,5 месеци после моето пратеничко прашање во парламентот разбрал кој е газда на фирмата на неговиот, каде што неговиот кум Ристо Новачевски управител. Значи тогаш го замолив на пратенички прашања да дигне телефон да го праша својот кум кој му се газди. Таа зборуваме за фирмата од Белизе која што беше собственик или ги купи плацевите на Водно. До сега не побаравте писмен одговор да добиете? Значи побаравме устен договор од него, не го добивме. Бидејќи не добивме никаков одговор, еве сега и јавно тоа го прашам. Дали за овие 2,5 месеци нашол за сходно 30 секунди да се јави на својот кум од првиот брак и да го праша кои се собствениците на фирмата од Белизе што тебе те ставија за директор во нејзе. Добро. Например, тука не гледам никаков класифициран податок. Не е ништо тајно. Дали класифициран податок, дали го прашавте премиерот Груевски кој го вршил прислушкувањето? Значи, за самите прашања не би што сме ги поставиле. Можам да кажам кои прашања би ги поставиле во колку он се осмели да се појави јавно да одговори. Би го прашале дали он е еден од нарачателите. Но ова не е класифицирано ниту прашање, ниту пак одговорот би бил. Ако кажам дека тоа сме го прашале, ќе да кажам ќе прекршам државната тајна, тоа е нешто што не е. Да, ако се појави Никола Груевски би го прашал дали он нарушател на прислушкувањето. Дали странските служби биле исто така? Кои се странските служби што се инволвирани? Кои се Го добивте ли тој одговор? Не добивме никакви одговори од Никола Груевски. Повторно кажувам, Никола Груевски пред себе имаше еден документ, не знам кој му го изготвил. На секое прашање поврзано со бомбите, тој одговараше дека тој одбиваше да одговори со образложение дека тоа биле незаконски материјали. Тоа беше единствениот одговор што го даваше на. Да, и ја мислам дека он е свесен колкав е срамот, што како председател на влада и председател на ВМРО да мене би го имал, доколку тоа не нашол ни за сходно тие 3 или 4 реченици кои што 15 пати ги повторуваше, не нашол за сходно да ги научи на памет, барем да не ни ги читаше. Таму ни ги читаше и на никаков класифициран податок и на никаков одговор кој што во себе би требало да содржи нешто тајно. Тоа беа прашања веќе поставени пред јавноста, не добивме ни тогаш на затворена седница совршено никаков одговор. Значи не навлагам во деталите на седницата, едноставно ви опишувам што внатре се случуваше за тие затворени врати. Нити на затворена седница не најде за сходно да каже вака беше или онака беше. Не, и тогаш одби да одговори на сите прашања поврзани со бомбите. Добро, дали тоа значи дека Заев заради тоа што и тоа е еден од сведоците по барање на ВМРО-ДПМН нема да излезе воопшто? Не е по барање на ВМРО-ДПМН, да не влегуваме во спинот што се го прави ВМРО-ДПМН. Јас и како портпарол на Социјалдемократскиот сојуз, меѓутоа како председател на анкетната комисија, јавно соопштив пред
пред 10 дена, дека ние, за разлика од Никола Груевски, нашиот прв сведок што се вика Зоран Заев председател. Добро, дека е тој расположен јавно да сведочи. Не, дека ние ќе го повикаме и дека тој јавно ќе сведочи. ВМРО ДПМН, знаејќи го тој факт, значи толку е расипана таа нивна игра, знаејќи го фактот дека ние јавно соопштивме. Значи, ја не можам да избегам од сопствените изјави и не сакам да бегам од сопствените изјави. Јавно соопштив дека за разлика од Никола Груевски, првиот сведок во вториот круг на СДСМ ќе биде Зоран Заев, кој што ќе посведочи јавно. И ВМРО ДПМН го предложија исто Зоран Заев како сведок во ред. Но Заев нема да сведочи се додека Груевски и останатите не сведочат. Заев не може да сведочи, бидејќи пред да влеземе во вториот круг на утврдување на листа на предложени сведоци, треба да го завршиме првиот круг. Првиот круг на сведоци треба да заврши со Зоран Ставревски. Вчера видовте дека имавме еден упад за да констатираме на брзина дека не се јавиле Милена Киевски, Мартин Продолиер, Гордана Јанкуловска и Саша Мијалков. И остана само уште Зоран Ставревски од првите 6 предложени сведоци. Додека Зоран Ставревски не заврши со својата изјава, нема да можеме да преминеме на втората листа. Зоран Ставревски нема да биде сослушан се додека не дојде јавно да биде сослушан. Добро, сега Ставревски, која е вашата замисла? Ставревски дојде прв, па после Груевски или како? Ставревски дојде прв, после тоа би дошла Заев и Груевски, меѓутоа кажувам во меѓувреме ќе треба веројатно и Никола Груевски да каже да јас немам што да се окријам, да јас мој интерес е ова да се расчисти дека е, како што тој вели, сечено, лепено, монтирано, нешто вистинито, нешто невистинито, нешто делумно вистинито. Негов интерес е да видиме што е тоа што е вистинито, што е тоа што е делумно вистинито, што е тоа што е невистинито. Зошто мисли дека неговиот глас не се наоѓа на објавените снимки? Не побаравте од преку анкетната комисија да се открие всушност потеклото на овие лентите за прислушување? Дали се автентични? Анкетната комисија нема за цел да биде истражен орган. Го формира оваа држава специјалното јавно обвинителство. Но би можело и вие тоа да го побарате? Ние немаме доволно време. Бидејќи сме многу врзани со лимит до 25 јануари 28 согласно планот за работа и согласно одлуката. Но тоа ќе биде добар одговор или лош одговор, зависно од тоа дали се автентични снимките до Груевски до останатите. Никој не ја спореше автентичноста. Како никој? Освен што ВМРО имаше една кованица дека се тоа сечени, лепени и монтирани. Да, зашто не докажете доколку... На крајот на денот Саша Мијалков беше првиот кој што призна кога најави тужба за објавената бомба за провизијата од Израел. Тој тогаш не ни спореше автентичноста на муабетите. Вие како една од жртвите на прислушкувањето ја потврдивте автентичноста на разговорите. Но тоа не значи Значи, ви велам... Нема логичен след дека и на Груевски и за Груевски се автентични. Не велам не, меѓутоа се со, да кажам, широк степен на известност или максимален степен известност дека се автентични. На крајот на денот, воколку на вистина мисли дека се неавтентични, кој е интересот на Никола Груевски да не се појави јавно пред анкетната комисија? И тоа да го покаже и да го докаже пред целокупната македонска јавност. Проблемот е што и Никола Груевски знае дека се тоа автентични муабети. Не, тој рече дека се само незаконски материјалите или пак инсистираше дека се лепени? Тој рече само дека се незаконски, не дека се... Не каже дека се монтирани. Не. Ајде да се разбереме, ако тие разговори објавени беа на вистина такви какви што ги квалификуваше ВМРО ДПМН, зошто имаше потреба оваа држава да донесе закон за бомбите? Ако се неавтентични материјали, кој од што се плаши? Тоа се автентични материјали. Добро. Со тој закон може исто така да се утврдува автентичноста или не? Несомнено е дека тие разговори се водени, несомнено е дека имаме последици. Едно од прашањата што вчера јавно го објавивме за господинот Зоран Ставревски беше дека во еден од објавените разговори вели толку ме нервира, парафразирам сега, толку ме нервира што не се покорува, ми иде да му удрам еден чекан во глава. И опишува... Чекан или телефонот? Чекан, не, телефонот е за Груевски, ова е за сосема друга состојба. Опишува состојба во која што еден од вработените во Министерството за финансии, без да побара одобрение, конкурирал за судија во судот.
И ги проверивме дали настанале последици по тој телефонски разговор, ги проверивме. Значи, вработениот тогашен во Министерство за финансии повеќе не работи во Министерство за финансии. Не е избран ни за судија. И тој човек сега работи како адвокат во Велес. Значи, од таа сериозна закана во телефонскиот разговор на Ставревски очигледно има некаква последица настаната, бидејќи човекот веќе не е во Министерство за финансии. Е искусил политичката одмазда. Тоа е тоа. Добро, ако не функционира, повторно ќе се вратам на истото прашање. Ако не функционира анкетната комисија, законот за медиуми исто така не е. Идик. Молам? Идик. Идик се разбира. Знаете како? Повторно кажам, ВМРО ДПМН сака да направи една ситуација да кажеме дека сме го имале договорот, сме го исполниле договорот и се случиле избори, сега се е мирно. Ќе се согласите ли на такви избори? Значи, ние кажавме, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија нема да се доведе себе си во ситуација повторно да не признае изборни резултати. Токму заради тоа, не заради Социјалдемократскиот сојуз, туку заради тоа што мислиме дека Република Македонија како држава и македонското општество нема да може да живее и да преживува перманентна политичка криза. Токму заради тоа инсистираме дека во Република Македонија изборите кои што треба да се случат мора да бидат кристално чисти во предизборниот процес, значи во условите, во предизборниот процес и на самиот изборен ден. И тоа е услов од кој што нема отстапување. Наивен е секој кој што мисли дека после се што поминавме ние како личности, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија како политичка структура, граѓаните на Македонија и македонското општество, ни се што поминавме во текот на изминатава година, ќе дозволиме Никола Груевски да си спроведе избори по негова мерка како што ги организира последниве 10 години. Ќе ги бойкотирате таквите избори? Значи, се уште постои простор да зборуваме за можност да имаме кристално чисти избори. Напоменуваме да не бидеме после лажно обвинувани од некого, нема да дозволиме да имаме избори кои што нема да бидат кристално чисти и граѓаните не треба да се секираат за таа работа. Добро, јас благодарам. Многу сме сериозни, знаете колку сме сериозни во целиот пристап. Република Македонија е држава во криза. Република Македонија ќе ја надмине политичката криза во оној момент кога ќе ги организира кристално чистите избори. На такви избори ВМРО ДПМН и Никола Груевски ќе изгубат, бидејќи ВМРО ДПМН и Никола Груевски се создавачи и креатори на кризите во македонското општество. Така што и му беше соопштено од моја страна и на премиерот дека леснотијата со која што поминува преку сериозните проблеми низ кои што поминува Република Македонија е една од причините заради која што се генерира и се создава кризата во Република Македонија. Оваа криза не може да биде надмината без ВМРО ДПМН да ги загуби престојните кристално чисти избори, бидејќи тие се создавачи на криза со начинот на кој што не ја почитуваат Република Македонија, а не ја почитуваат заради нивниот однос и кон граѓаните, и кон државата, и кон институциите. Нашите институции ги сруши ВМРО ДПМН со целосната нивна партизација. И тоа е уништувањето на Македонија. Да. И како замислувате дека во рокот тие 4 месеци и после падот на Груевски дека ќе се смени менталитетот, менталниот код на оние за кои говорите дека биле корумпирани, дека влада е клиентелизам, дека е целата таа мрежа создавана низ веќе 10 години се во прашање ни сите значајни институции, вклучувајќи и администрацијата, каде секое семејство има барем еден по еден вработен и од прашање на живот или смрт веќе станува за да се одржат тие избори, односно да се одржи таа власт која ги устоличила на овој или оној начин, не само на функција. Ако имаме релаксирани, а немаме во моментот, општествени односи. Ако имаме релаксирани нормални стандарди во медиумите, а ги немаме во моментот, многу малку ќе биде потребно да се спушти топката спортски кажано и луѓето да можат да бидат свесни дека никој нема да може или нема да смее да ги притиска, да ги става на разни списоци заради разни Не говорам за притискање, господине Шилегов, говорам за лични интереси. Многу малку ќе
кога ќе се релаксира, многу малку тој систем на груевизмот ќе обстане како активен. Ако луѓето разберат и тие кои што се во моментот клиентистички расположени и оние кои што се во моментот под било каков притисок на ВМРО да помене, кога ќе видат дека животот може да се живее, а ќе може да се живее и без тој притисок, многу брзо ќе му го завртат грбот токму на Никола Груевски. Ваквите системи, значи Никола Груевски е политички мртов. И он е веројатно многу свесен. И токму затоа инсистира на вакви груби пречекорувања на врските, со цел мислејки дека некакви брзи избори по негов терк ќе можат да го спасат од политичката смрт. Ако е политички мртов, не значи дека ќе биде мртов и митот за Груевски, односно за груевизмот. Тој би продолжил паралелно да функционира, односно после неговиот пат. Падот на ВМРО ДПМНЕ не велиме дека ќе го залечи македонското општество од оваа болештија која што ни ја внесе Никола Груевски во нашето општество. Меѓутоа ќе биде добар момент, добар почеток, добар старт да тоа општество го заздравиме сите, ние како политички партии, вие како новинари, граѓаните со своите граѓански активности да можеме. Затоа се потребни децении. Потребен, да, меѓутоа мораме да почнеме ова зло, класично зло и во теолошка смисла на зборот, ако сакате, да исчезне од Република Македонија. Добро, јас благодарам што. Благодарам.